Добар ден, почитувани, добре дојдовте во Телма Амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што се влијае на слабењето на срцето? Кој е обично првиот знак дека срцето не пумпа како што треба? Како изгледа отокот на нозете, што е поврзан со оваа болест? Дали заморот при секојдневните активности или пак задишувањето при качувањето скали треба да се свати сериозно? Како да го заштитиме најважниот мускул во нашето тело, што може секој човек да направи за да го спречи слабењето на своето срце? На оваа тема и нови прашања денеска зборуваме со доцент доктор Тања Ангјушева, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, следува корисно издание во кое што ќе има простор и за прашања од гледачи. Срцето е орган што мора да го чуваме. Во денешната емисија ќе разјасниме што се може да доведе до негово слабење. Гостинка во студиото ни е доцент доктор Тања Ангјушева, кардиолог од клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, благодарам Марија на поканата. Секогаш многу е пријатно гостувањето во вашата емисија. И морам да ве пофалам, мислам, така убаво ги кажавте сите симптоми, вака што се карактеристични за почеток на слабост на срцето, на вистина што секој гледач и слушател на оваа емисија кој што ја гледа треба да се запраша ако му се пројавуваат тие симптоми. Така ви таа листа со симптоми ќе ја дополните во текот на емисијата, да видиме што се не смее да се игнорира. Да. Но ќе започнеме со она клучно прашање што е тоа срцева слабост. Бидејќи често можеме да слушнеме како некој вели дека срцето му е зголемено, срцето е проширено. Тоа е проблем? Не значи ако срцето е проширено и дека постои срцева слабост. Например, спортистите нормално ради потребите и физичката активност, мускулот срцев е малку поголем, опфаќа и работи понапорно. Но да се вратиме на дефиницијата што е срцева слабост. Срцето е орган кој што работи 24/7/365 дена во годината. Одговорно е за снабдување на сите органи и клетки со потребните енергетски материи, како што е шеќер и кислород, на кој што живее секој жив организам. Кога срцето не е способно да испумпа толкова количина на крв колку што му треба на организмот за да може да ги подмири своите потреби, велиме дека започнува состојба на слабење на срцевиот мускул. Според медицината и според последните препораки, состојбата на слабост на срцевиот мускул е поделена во 3 категории. Првата категорија ние докторите ја нарекуваме ХЕВ-ПЕВ, а вообичаено на пациентите им објаснуваме дека се работи за состојба каде што се појавуваат знаците на недоволна работа на срцевиот мускул, а на ехо пумпната снага и јачината сепак е во граници на нормала и тоа е состојбата каде што многу лесно со медикаменти, со препораки и режим на живот можеме да му помогнеме на пациентот. Втората состојба е кога веќе настанува поизразен степен и стадиум на оштетување на срцевиот мускул, така наречениот стадиум на ХЕВ-МРЕВ, каде што постои умерена слабост на срцевиот мускул, каде што симптомите и знаците се веќе поизразени, се јавуваат и при минимален физички оптовар, додека пак третата состојба е каде што ние лекарите ја нарекуваме ХЕВ-РЕВ, каде што во суштина срцевиот мускул е понапреднато ослабен, каде што и во состојба на мирување пациентот ги има симптомите и знаците. Според начинот на настанување на срцевата слабост може да биде акутно настаната, но може да биде и хронична. Акутно значи поради некоја состојба, например скок екстремен на крвниот притисок, може да настане и попуштање на срцевиот мускул или пак во склоп на некој инфект кој што претходно организмот бил комплетно здрав, може да настане ако инфектот премине на срцевиот мускул, може да настане слабост и на срцевиот мускул. Кога велиме дека имаме хронична срцева слабост, тоа е кога пациентите еднаш, 2 пати, 3 пати поминале акутна фаза на оштетување и слабост на срцевиот мускул, но потоа полека срцето се постепено се повеќе слабее и доведува во една хронична фаза. Како е можно тоа? Ви погледнав по вас, значи
Ако настане акутна фаза на срцево попуштање, можно е враќање на нормала. Но секоја нова епизода на акутно попуштање си остава своји последици и доаѓа еден момент кога веќе нема назад и кога срцевиот мускул продолжува се повеќе да слабее и за жал пациентите имаат се повеќе и повеќе симптоми. Веќе начнавте дел од причините кои што доведуваат до срцева слабост. Ние можеме да погледнеме што издвоивме како ризик фактори кои што доведуваат до слабење на срцето, а тоа е високиот крвен притисок, инфекциите на срцевиот мускул, поточно миокардитисот, инфаркт и оштетени крвни садови, забрзано шукање на срцето и аритмија, генетска предиспозиција, оштетен или стеснет залисток на срцето, лоши навики и дебелина. Веќе споменавте дека високиот крвен притисок може да биде проблем и во неговата хронична форма, но и како и доколку осцилира. Понекогаш нагло се крене, па потоа се нормализира. Сега, како всушност крвниот притисок доведува до замор на срцевиот мускул и до негово попуштање? Па многу едноставно. Значи, крвниот, прво морам да кажам, хипертензијата во светот на медицината е наречена silent killer. Значи, не прави нагло... Тивокубиец. Да, тивокубиец. Од почеток не прави никакви проблеми, ама подмолно и тивко си работи и оној момент кога пациентот почнува да има тегоби, веќе е настанат стадиумот на попуштање на срцевиот мускул. Која е горната толеранција на крвниот притисок? Некаде се смета, вака, нормален крвен притисок, веќе според препораките се смета дека треба да биде под 120 со 80. Умерено покачен веќе е од 120 до 130, со некаде 80-89, додека се што е над 140 се смета дека е веќе состојба на хипертензија. Ретко кој има 120 со 80 притисок, докторке? Притисокот никогаш не е фиксен. Значи, една нормална особа може да направи и дозволено е во текот на денот да има варијации на крвниот притисок. Нели, сите ние имаме еден нормален живот, кога сме смирени, кога сме вознемирени, агитирани и сето тоа доведува да се менува нашиот внатрешен систем и кој што доведува вегетативен нервен систем, кој што доведува до покачување или спуштање на крвниот притисок, но тоа се моменти кои што траат краткотрајно и ние си имаме природни внатрешни механизми кои што полека го враќаат крвниот притисок на нормала. Кога крвниот притисок подолго време е на покачено ниво, што се случува? Во тој случај, всушност, периферните крвни садоби, тоа се крвните садоби кои што ја разнесуваат крвта низ целиот организам, се затегнати и им е намален луменот. Значи, мускулатурата нивна е појачена. И за да може срцето да ја испумпа потребната количина на крв, мора да даде поголем напор, троши поголема енергија и поголема сила. На долги стази тоа доведува до поголемо истегнување на срцевите мускулни влакна и со текот на времето тоа истегнување на тоа место каде што настанува истегнувањето на мускулното влакно, полека се формира сврзнат ткиво и почнува срцевата слабост. Морам да објаснам. Значи, срцето има две фази од својата работа. Има фаза на систола, кога ја испумпува крвта, и фаза на диастола, левата комора, кога се шири и се полни левата комора со крв. Во фаза на диастола, кога се шири левата комора и кога се полни со крв, полека срцевите мускулни влакна се истегнуваат за да се направи простор за потребната количина на крв. Кога треба да ја испумпа крвта, тие се скратуваат, го намалуваат просторот во срцето и ја испумпуваат крвта во аортата. И тоа е механизмот на кој што работи срцето. А пак аортата е главниот крвен сад кој што излегува од срцето. Тоа не е обична цевка, него и таа си има свој мускулни влакна. Кога сме под стрес, внатрешниот вегетативен нервен систем доведува да тие мускулни влакна се затегнати и луменот е малку намален и растегливоста на ѕидот на аортата е намален. Поради што срцето сега мора повеќе да даде сила и напор и да може да испумпа истата количина на крв што му треба на организмот. Всушност, кога сме со висок крвен притисок, ние сме вообичаено под стрес и нашиот вегетативен нервен систем прави да настанат сите овие промени во секојдневието.
Али на долги стази спомнав, тоа доведува до слабост на мускулот. Следно на нашата листа се вирусните и бактериските инфекции, како ризик фактор за појава на срцева слабост. Колку често се случува проблем доколку некој има некаква инфекција, таа да удри на срцето? За жал, ковидот ни беше голем шамар на целата нација, не само во Македонија, во цел свет. Значи, научивме дека еден мал микроорганизам, невидлив, може да биде толку многу токсичен, штетен по нашето здравје и да направи страшни проблеми. И, например, од ковидот се појавија доста последици со воспаление на срцевиот мускул. Исто така, грипот може да направи големи проблеми со срцевиот мускул. Поедини, например, вирусот на сипаницата исто може да доведе. За машката популација, цревните вируси може да бидат доста опасни и да направат воспаление на срцевиот мускул. Што се случува при тоа? Воспалението на срцевиот мускул поради токсините кои што се ослободуваат и поради инфламаторниот процес со кој што нашиот организам се бори против тоа воспаление, доведуваат до појава на оток на ниво на срцевиот мускул. Тој оток ја пореметува нормалната работа, односно ја пореметува функцијата на истегнување и контракција на самиот срцев мускул. Повеќе настанува тоа, колку подолго време трае тој оток, на истото место може да настане формирање и сврзно ткиво, и тоа формирано сврзно ткиво во суштина прави трајни последици кои што може да доведат до една тешка срцева слабост, попуштање на срцевиот мускул, проширување на срцето, губиток на моќта да срцето ја испумпува крвта и во клиничката слика да се презентира кај еден пациент со едни тешки знаци на срцева слабост, како што се полнење на белите дробови со вода, појава на отоци на нозете, затоа што има специфика. Ако попушта левата комора, нашето срце има две комори и две предкомори, лева и десна. Левата е одговорна за циркулација и снабдување на целиот организам со крв, додека пак десната е одговорна за снабдување со крв и размена на гасовите на ниво на белите дробови. Кога попушта десната комора, крвта заостанува наназад, не се прима венската крв од организмот, поради што и се јавуваат отоци на нозете. А кога попушта левата комора, не се прима крвта од белите дробови, онаа што е богата со кислород и треба да се достави до организмот. Во тој случај белите дробови се затоа има вода во белите дробови. Так. Можеме да прочитаме дека проблемот со забите и со непцата може исто така да предизвика проблем со срцето и тоа да води кон срцева слабост. Нема стерилна устна шуплина. Ќе одговорам прво на вашето прашање. И ова добро што го поставивте, затоа што главна причина за ендокардитите, за воспалувањето на ендотелната обвивка на срцето, на залистоците, а дури и за воспалување на самиот срцев мускул, најчесто се устните инфекции. Околу забалото, околу коренот на забот, нормално живеат бактерии, кои што со нашите навики на хигиена секојдневно, ние ги отстрануваме. Меѓутоа, поради X причини, значи често се случува да тие бактерии, посебно кај пациенти кои што се со дијабет, направат проблем и од коренот околу забот навлезат во крвта, од тука доаѓаат во црниот дроб, се донесуваат, ги тригерираат сите воспалителни процеси, можат да дојдат дури и до залистоците на срцето, таму да се населат и да предизвикаат една форма на воспалување на самите залистоци и промена која што се нарекува ендокардит. Друга промена која што може да ја направат, да го забрзаат процесот на атеросклерозата, и постојат голем број на студии во светот кои што покажуваат дека кај оние пациенти, односно оние индивидуи кои што нема добра хигиена на забалото и да речеме на времено отстранување на забен камен и слично, може да настанат и инциденцата, појавата на атеросклерозата е на многу помлада возраст, во многу потешка форма отколку кај други индивидуи.
Затоа е многу битно хигиена на забало, навремена превенција на сите воспалителни кариесни процеси на ниво на забот. Забот не е неморган. И непцата исто не се неморган. Исто така би сакала да потенцирам дека многу е битно при превенција и санирање на проблемите на забалото, посебно ако веќе се работи за кардиоваскуларен пациент, односно пациент кој што има некоја диагноза и се лекува веќе од срце и крвни садови, задолжително да постои консултација измеѓу колегата кој што ќе го санира забалото, стоматолог и колегата кардиолог кој што го води пациентот. Постојат водичи кои што даваат задолжителни препораки за заштита и превенција на ендокардити со давање на антибиотици дозирано според препораките. Пациентите не смеат сами да си ги дозираат антибиотиците. Тоа е многу важно исто така. Да погледнеме кои се следните ризик фактори на нашата листа. Мислам дека е инфарктот. При доживеан инфаркт, срцето се оштетува. Сега од што зависи дали тоа ќе води кон срцева слабост или не? Многу е битно, ако економијата важи time is money, во кардиологијата важи time is muscle. Значи, во превод, ако времето е пари, во кардиологијата важи правилото времето е мускул. Значи, многу е битно навремено препознавање на симптомите и знаците на акутен миокарден инфаркт. Што во суштина е акутен миокарден инфаркт? Тоа е состојба која што настанува кога се пореметува исхраната со крв и со кислород и со шеќер на самиот срцев мускул. Значи, срцето си носи самото себе си потребна количина на шеќер и хранливи и кислород. Како го прави тоа? На излазот на аортата, од самата лева комора, се наоѓаат два главни крвни сада, кои што се нарекуваат коронарни артерии, кои што се одговорни за снабдување со крв на срцевиот мускул. Сега, во услови на атеросклероза или во услови на можеби на дехидратација на еден организам, може да настане нагло запушување на крвниот сад, кој што е одговорен за исхрана на срцевиот мускул. Во таа регија која што останува без недоволно снабдување со крв, се наталожуваат многу токсични материи, се наталожуваат кисели продукти, кои што од своја страна уште повеќе го провоцираат слабењето и оштетувањето на мускулот и со текот на времето во период од 24 до 72 часа, ако не се препознае, веќе настанува процес на создавање на сврзно ткиво и губиток на функцијата на срцевиот мускул во регијата која што е зафатена со инфарктот. Значи, и тука веќе срцето е со намалена моќ да може да испумпува. Има една своја зона која што не му работи како што треба. Во суштина тоа е механизмот на појава на срцева слабост. Или пак, ако постои глобална коронарна исхемија, односно ако на повеќе места крвните садови на што го хранат срцето се променети, не мора да се запушени, али има промени поради атеросклероза. Да, поради атеросклерозата може да доведат до глобална исхемична срцева слабост, каде што на срцевиот мускул на повеќе места настануваат мали фиброзни оштетувања. Тие фиброзни оштетувања, просто пластично кажано да свати обичниот слушател, е дека секако кога се формира ожилно ткиво на кожа, после повреда, кога ќе се изгребеме и не санираме на време. Истото се случува и со срцевиот мускул и тоа ткиво е исфрлено од употреба. Колку повеќе такви точкасти промени има, толку повеќе е изразена срцевата слабост. Споминавте дека оштетувањето на срцевите залистоци исто така може да доведе до проблем? Да, затоа што срцевите залистоци се ја унасочуваат нашата циркулација. Односно, например, измеѓу левата предкомора и левата комора се наоѓа митралниот залисток, кој што ја унасочува крвта од левата предкомора кон левата комора. Измеѓу левата комора и аортата е аортниот залисток. Тој пак е одговорен да крвта оди во еден правец од левата комора кон аортата. Тие можат да бидат или трикуспидниот залисток се наоѓа измеѓу лева и десна, десна предкомора и десна комора, односно пулмоналниот залисток измеѓу десна комора и пулмоналната артерија. Сега тие можат да бидат променети на два начина, да бидат стеснати
поради напреднат атеросклеротски процес, насадени вегетации, колонии од бактерии, или пак можат да бидат пореметени кога се стеснати, не може да се испумпа крвта, не може да се испумпа крвта, например од пред комората, крвта не може да дојде во комората, доволна количина. А кога се разјадени и кога не се затвараат убаво, па крвта се враќа назад во обратен правец. На таков начин тие го пореметуваат нормалниот проток на крвта во човековиот организам и со текот на времето доведуваат до проширување на самиот срцев мускул и до негова слабост. Ајде да проговориме за работата на срцето, за брзаното чукање на срцето и аритмиите. Што се може да предизвикат кога станува збор за здравјето на срцето, дали може да се прошири и да ослабе срцевиот мускул? Аритмиите да попушти срцето. Да, аритмиите исто така ги има различни категории, ги има предкоморни, коморни аритмии, меѓутоа како и да е, било кој вид на аритмија кога се јавува, значи пореметување во процесот на полнење на левата комора со доволна количина на крв. Значи, како последица од тоа, всушност се јавува релативна исхемија на срцевиот мускул, односно недоволно снабдување на крв, со крв кога работи забрзано срцето и неправилно, и таа релативна исхемија со текот на времето доведува до срцева слабост. Или кога имаме вентрикуларни, тоа се коморни аритмии, тука веќе имаме комплетно пореметена работа на срцевиот мускул и таа исто така поради истиот механизам на пореметено снабдување со крв на срцевиот мускул доведува до срцева слабост на долги стази. Затоа и аритмиите всушност не треба да се остават. Значи, сега постојат водичи според кои што се препорачува да се, доколку е можно, да се вратат во нормален ритам пациентите кои што поседуваат аритмија, доколку пак не е можно и ако неговата состојба не дозволува поради X други причини, во тој случај треба аритмијата, брзината на работа на срцето барем да биде во пропишаните физиолошки граници од 60 до 80 удари во минута. Докторке, каква е улогата на генетиката, односно наследниот фактор? Доколку во семејството има прирана смрт од кардиоваскуларни заболувања и од проблем со срцева слабост, треба ли порано да почнат превентивните прегледи? Дали овој фактор е значаен? Значи, многу битен фактор е, би рекла, во процесот на превенција на катастрофалните последици од срцева слабост. Се повеќе генетиката си го наоѓа своето место во областа на медицината, посебно кога станува збор, да речеме, со појава на, како што спомнавте, појава на нагла срцева смрт во фамилија, а се смета за нагла срцева смрт во помлада возраст, некаде 50-60 година максимално. Тогаш задолжително треба да се испита родословното стебло на пациентот, да се види дали и други членови во фамилијата ги има кои што починале рано и треба да се направи генетско испитување. Зошто? Затоа што, да речеме, ако се потврди дека станува збор за генетски наследна причина за настанување на срцева слабост, речеме ако станува збор за хипертрофична кардиомиопатија, тоа е една форма каде што е задебелен срцевиот мускул, со навремено вградување на посебни апарати кои што ќе го контролираат ритмот и кои што ќе спречуваат настанување на малигни ритам промени, може да се спречи да настане срцева слабост. Или пак ако се докаже дека станува збор за, да речеме, повторно за една состојба на хипертрофична кардиомиопатија, каде што има пореметување во белковините на срцето, како што е една од формите на амилоидозата, постојат сега веќе генетски докажани лекови, а и методи кои што можат да спречат да настане срцева слабост. Доколку пак станува збор за срцева слабост, каде што срцевиот мускул се проширува, повторно со навремено вклучување на лековите, кои што се влезени според европските препораки, може да се успори процесот на краен стадиум на срцева слабост, каде што за жал веќе треба да се размислува за тешки методи на помош на пациентот, како што се механичка циркулаторна потпора или пак трансплантација на срце, ако дозволува состојбата на пациентот. Значи, со правилна стратегија, некогаш
Може би и кога ќе се вложи, можда таа метода сега диагностичка е малку поскапа и недостапна е, но кога ќе се вложи, ќе се добие многу повеќе и ќе се заштеди многу повеќе, а што е најбитно, здравието ќе биде одржано на едно добро ниво подолго време кај индивидуата. Сите веќе знаеме дека животниот стил и лошите животни навики може да влијаат на здравието на срцето. Ме слушнале дека пушењето, алкохолот, прекомерната тежина, стресот, лошата исхрана влијаат на работата на срцето. Но што е со отсуството на физичката активност? Дали срцето како мускул ќе излезе од форма како и останатите мускули од телото? Точно излегува од форма, односно се навикнува на еден попасивен начин. Ја би поделила тука на два вида и би се задржала малку на дебелината, пошто за жал се повеќе ни е присутна во нашето општество. Значи, постојат исто така голем број студии кои што покажуваат дека дебелината и текако е опасен тригер за настанување на срцева слабост, посебно масното ткиво кое што се наталожува на површината од срцето, а кога е дебел човек сегде има маст. Значи, не е само во црниот дроб, не е само во стомачниот предел, не е само физикусот, меѓутоа го има и околу срцевиот мускул, околу бубрези. Значи, таа маст која што се наталожува околу срцевиот мускул предизвикува воспалителни процеси кои што дополнително доведуваат до настанување на срцева слабост. Така да третманот на дебелината е суштински и навремено превземање на адекватни мерки значи навремено спречување на срцева слабост. Однос на инактивноста, да, и срцето излегува од кондиција, затоа што има попасивен начин на живот, тој попасивен начин на живот е поврзан вообичаено кај тие индивидуи со понеправилен начин на исхрана, со поголема и прекумерна телесна тежина, млитавост на мускулатура и сето тоа полека на свој начин со текот на времето исто така доведува до настанување на срцева слабост, посебно ако кај таа индивидуа дојде еден стрес надворешен, каде што ќе мора нагло да истригерира дополнителна физичка активност. Но нешто што не потенцира, што сметам дека е многу битно, и прекумерната физичка активност може да доведе до срцева слабост. Значи, како отсуството на физичка активност и екстремната физичка активност, прекумерната е ризик. Да, посебно и ова треба да се внимава, затоа што ние сите генетски имаме детерминирано доколку нашиот организам може и колку и да го тренираме, значи може да одговара и нашиот срцев мускул на потребите на вишокот на физичка активност. Доколку форсираме премногу, значи еднаш, два пати, три пати, ништо нема да се случи, освен што ќе не болат мускулите. Тоа што не болат мускулите е знак дека киселите продукти почнуваат да се таложат во мускулите и предизвикуваат непријатна сензација на болка. Но тоа се должи на оној момент кога срцевиот мускул не е доволно не може да испумпа толку многу крв колку што му треба на мускулниот систем, од локомоторниот систем, за да може да ја обави таа физичка активност. Во медицината, оние што се бават исто така со спорт, знаат дека постои една точка на лактичен метаболизам. Тоа е точката на која што тие трпат физички оптовар и над која што веќе организмот наместо да создава и мускулите да создаваат енергија од шеќери и кислород кои што се донесени преку крвотокот, преку работата на срцето, поради тоа што срцето е ставено пред преголем напор, ги нема во доволна количина во мускулите и тие почнуваат да произведуваат енергија од протеините и од маснотиите кои што се наталожени и во мускулите и во црниот дроб. Но тој процес, дава енергија, дава производство и моќ да нашата мускулатура се движи, но произведува и кисели продукти, кои што не само предизвикуваат болка на мускулите, туку ако се повторуваат прекумерно, може да доведат и до оштетување на срцевиот мускул. Значи никако да не се претерува. Да не се претерува. Умереноста е главното. Да, умереноста е клучот за се. Да. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна. Би се задржало нешто околу храната и пијалоците, кои што се наша секојдневна навика. Можеме ли да си создаваме аритмии за брзана работа на срцето со прекумерно пиење на кафе? Да.
или пак е ви алкохолот? Некои велат дека го спушта крвниот притисок, други дека го покачува. Каде е вистината? Па вистината пак е во умереност. Значи, ако се претера со кафе, посебно наутро, на гладно, се земе 1, 2, 3, некој појака форма на кафење, може да се предизвика тригер, затоа што кофеинот делува психостимулативно и делува надразнувачки и на центарот, односно и на аутономниот систем преку кој што е регулирана брзината на работа на срце. Таа обично се јавува тахикардија и тоа не направи баш да се чувствуваме најпријатно, а посебно ако е на гладно и наутро и недоволно количина на течност земена во утринските часови, може да се потенцираат овие тегоби. Се превенираат нормално со умерено земање на кафе, течност и доволно секогаш. Ние забораваме дека тахикардијата може да се јави и некогаш, и не некогаш, него многу често и ки здраве индивидуа, особено при дехидратација. Секој човек има потреба од одредена количина на вода, за да може нормално да функционира. Нормална вредност на потребна количина на вода е 30 мл на килограм телесна тежина. Ме подсетивте дека треба да се напијам вода. Така да еден просечен човек од 70 килограми би требало да има внесено 2 литра минимум течност на ден. Убаво прашање ви беше и околу алкохолните пијалоци. Има генетски условена нетолерабилност, посебно кон танините кои што ги имаме во црвеното вино, и тие индивидуи можат да добијат ритам промени од типот на коморни прескокнувања. Чаре нема да намалат количина на црвено вино. А некој вела дека црвеното вино им го качува притисокот. И знаат оние со низок притисок да се напијат по една чашка. Меѓутоа една чаша и се препорачува, но една флаша не баш. Повторно дојдовме кај умереноста. Кога зборуваме за симптомите, дали на почетокот, кога ќе се јави срцевата слабост, има очигледни знаци на проблем? Кој е првиот знак кој што треба да алармира? Зависно колку човек се познава себе си. Има луѓе кои што навистина ги почитувам, тоа се луѓе кои што редовно си одат на систематски преглед, си водат посебно строга контрола на својот здравствен систем. Контролираат ниво на масноти, контролираат крвен притисок, контролираат електрокардиограм. На возраст над 35 години, секоја индивидуа тоа мора да го направи барем еднаш годишно. Ние сите се забораваме на тоа поле, да речеме колата ќе се однесе на регистрација, меѓутоа себе си ретко кој да се однесе на систематски преглед, да се види до каде е. Така да тука мора секој да внимава. Зошто реков има луѓе кои што се повнимателни кон своето здравје, па навреме ќе го приметат и моментот кога почнуваат да поткашлуваат, кога им се намалува кондицијата, кога не можат да ги обавуваат своите дневни активности. Не мора да се појават отоци на нозете. Доволно се и овие симптоми кога почнува, да речеме, или кога се подкашлувањето може да биде симптом на срцева слабост? Може и може да е поврзано со прескокнување во работата на срцето, или пак ги чувствуваат некој од нив како некое непријатно чувство во предел на грлото. И затоа потребно е што, или пак кога ќе приметат притисокот почнува да варира, па стои подолго време покачен. Значи сепак мораат навреме да се упатат барем кај својот матичен лекар да отидат, да побараат совет, а ако има потреба понатаму и да консултираат кардиолог. Пред да ги вклучиме гледачите, само уште едно прашање, дали заморот при секојдневните активности или пак при задишеноста при качувањето на скали може да укажува на проблем со срцето? Ако индивидуата е уседена, не мора да значи. Но ако станува збор за една личност која што е динамична, која што си ги обавува своите секојдневни активности, која што имала еден нормален тек на живот со физичка активност и најнаш почне и да чувствува дека во последно време полесно се заморува, не може да се качи по скали, не може да си ги обавува своите активности, тоа е знак дека треба да консултира лекар. Ќе ги вклучиме сега гледачите, да го слушаме првото прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам само да прашам нешто докторката. Јас става стен на десната каротида. И без на ехо преглед, пред да ми го стават стендот,
стентот и таа докторка што ме гледаше мене ми кажа дека многу брзо ми работи срцето и треба да земам некој блокатор. Таа ми даде Мепинто 95, докторката знае што е тоа. Добра. И меѓутоа, има поминато 4 месеца, мислам, стетно, така, од прилика, меѓутоа сега ми е многу мал притисокот. Да ви кажам, дури 45, така некако ми доаѓа на, мислам, некои денови. Што значи, мал ми е пулсот многу. Сега пак имате низок пулсеви, ти така? си го пијам. Не е тоа низок пулс, напротив би рекла, тоа е ефект од самиот лек. Добра. Луѓето кои што се третираат со бета блокер, значи тенденцијата да се успори срцевата работа, брзината на работа на срце. Со тоа што се прави контрола. Да речеме, ако во мирување 45 се толерира, а се разбира ако пациентот покачува срцева фреквенција 60, 80 и над 80 кога е физички активен. Но ако паѓа и под 45, тогаш во тој случај се разбира, постојат диагностички процедури кои што треба да се спроведат, како што е 24-часовен електрокардиограм холтер мониторинг, кој што во суштина ја мери брзината на работа на срцето, го мери ритмот, ги регистрира сите неправилности во работата на срцето, би требало да се направат и да се донесе заклучок дали дозата на лекот треба да се намали или да остане на исто ниво. Така да тоа треба во договор со лекарот кој што го води пациентот да се издозира. Една контрола да се направи Да се кај направи, пациентот. да. Ајде да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Ало, Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Добар ден. јас сум повторно не се исклучив. Не е пулсот на срцето, него притисокот. Ми е, например, 110 со 43, а пулсот ми е секогаш од 65 до 75 некаде. Еве молам за притисокот. Да немате некој прашање, значи низок притисок рековте 110 со покрај Мепинто со 45. Дали покрај Мепинто пиете и други лекови? Покрај што? Покрај Мепинто, вие што пиете од лекови? Јас сум претходната гледачка, пошто погрешно ме разбравте. Добро? Пијам Небилет. Добро. И лориста. Ама лористата не го пијам затоа што притисокот ми паѓа на пример 110 со 43. Тогаш не треба и да ја пиете лористата, но пак велам треба да си консултирате со лекарот што ве води да ве види и да каже во однос на терапијата за притисокот. Небилетот помалку делува на крвниот притисок, повеќе ние колегите го даваме за регулирање на ритмот. А додека пак лористата е лекот кој што делува на крвниот притисок. Треба да се види вашата целокупна терапија, можеби вие примате и фуросемид, тоа лекарот што ве води да види и да ја адаптира терапијата да не ви се спушта малиот крвен притисок толку многу. Така. Ние продолжуваме понатаму. Што значи контрола на срцева слабост? Контрола на срцева слабост е комплексен процес, значи она опфаќа редовно следење на еден пациент каде што покрај тоа што се прави електрокардиограм, покрај тоа што се прави ехокардиографски преглед на димензиите и процена на пумпната снага, мораат да се направат и некои лабораториски параметри, како што е да речеме следење на БМП или пандан на БМП, НТ-ПроБМП. Тие два се маркери кои што кај пациентите со срцева слабост се покачуваат и во зависност од нивната висина, добиените вредности, ние правиме процена колку е изразен степенот на срцевата слабост. Тие маркери говорат за оштетување на срцевиот мускул? Да, за степенот на оштетување на срцевиот мускул и степенот на тежината на срцевата слабост. Колку се повисоки, толку е поизразена срцевата слабост. Други маркери кои што треба да се проценат задолжително, едно ради степенот на слабост на срцето, е и процена на бубрежната функција. Срцето и бубрезите се рака под рака. Кога е слабо срцето и бубрегот не работи како што треба, тоа треба да се процени од страна на лекарот што го води пациентот, а и треба да се процени уште сооднос на албумин
и креатинин во урина, тоа е нов маркер кој што е воведен, каде што врз основа на кој што исто така проценуваме колкав е степенот на срцева слабост. Апропо ова ваше прашање, само би се надоврзала и сум горда што во месец септември, значи во соработка со Сдруженијето за кардиологија на Република Македонија, а под покровителство на Европското Сдружение за кардиологија и Европското Сдружение за срцева слабост, беше организирана школа за срцева слабост, прва во регионот, мастер курс за срцева слабост Скопје 2025, на која што беа дискутирани едукативни настани, имаше во време трајање од 3 дена, беа разгледувани и сите причини за срцева слабост, сите тераписки пристапи на пациентите со срцева слабост, а и горда сум и би сакала да го споделам сега дека професорот Лушер, кој што е актуелен претседател на Европско Сдружение за кардиологија, поради успешно организираниот настан, побара и до година да бидеме домакини за овој регион на истиот настан. Честитки ви посакуваме во иднина вакви успешни настани да организирате. Еве, таму се разговарало и за терапевските пристапи. Дали постои некоја нова терапија која што може да овозможи подобрување на функцијата на срцето или понатаму се следи, се контролира влошувањето на болеста? Значи, ако се фати срцевата слабост од страна на лекарот со диагностика, односно пред се од самиот пациент, ако се спознае себе си на време, со воведувањето на тераписките препораки од европските водичи за третман на срцева слабост, може да се пролонгира времето кога доаѓаме до стадиум на самоследење. Во светот веќе постојат основни 4 столба на третман на срцева слабост. Тука е кај нас пациентите кои што се со срцева слабост добро ги знаат овие лекови. Тука е основно бета-блокерите, вторите како што се Блоксан, Мепинтон, Небилет, Бипресо, Биол, мислам карведилол, тоа се лековите кои што ги користат пациентите. Потоа минералокортикоидите, тоа се спиронолактон, Аплерија или пак финеренон. Потоа тука ни се SGLT2 блокерите, како што се емпаглифозинот или жардијансот и дапаглифозинот. И тука се статините кои што се даваат. Ентрестото е исто така влезен во препораките како лек број 1 кој што се вклучува кога се јавува срцевата слабост. За жал, тука треба нешто да се направи на глобално ниво, да им се помогне на пациентите, затоа што повеќето од лековите кои што се за третман на срцева слабост се уште не ни се влезени на позитивна листа и да се надеваме дека ќе има слух во иднина и ќе им се помогне на пациентите. Оваа популација на пациенти кои што боледува од срцева слабост, за жал, после ерата на загадувањата, вирусните, пандемиите, се повеќе и повеќе расте таа бројка и мора навремено да се препознава оваа состојба и навремено да се започне со потребните лекови за да се спречи да настанат оние стадиуми тешки, каде што за жал и лекувањето е многу поскапо, инвалидноста на пациентот е многу поголема, отсуство од работа, а и трагедијата во фамилиите е многу поголема. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака ме интересира за срцева слабост. Била сам и у Жан Митрев и 8 септември. Ми кажуваат зголемена аорта. Сега крвната слика ми е све уред, ми дава само мастидо, епри и ирозит. Па дали има нешто за срцева слабост, нешто подобрување? Јас сум 72 години, а се осеќам на многу, се заморувам, се потим и тоа ме интересира. Ако може докторката да ме објасни, да види што ќе ми каже. Така, да немате уште некој прашање само? Добро, колегите веќе и дале терапија. Најверојатно причина која што довела до сето ова и до зголемување, проширување на аортата кај господјата е подолго време притисокот крвен покачен, кој што постепено почнал и да го слабее срцевиот мускул, а и довел
до проширување на почетниот дел на аортата. Тука бета-блокерот е, веќе спомнав дека влегува во групата на Масидо е бета-блокер, влегува во групата на лекови за срцева слабост, и Рузидот е АЦ инхибитор и тој помага и за регулирање на крвниот претисок, така да господјата веќе добила една адекватна терапија. Со таа терапија може да се загубат тие симптоми што ги Требало чувствува? да се стабилизира и да и се намалат симптомите. А советувате ли промена во исхраната? Задолжително. Значи, исхраната е многу битна. Обично се вели, имаш проблеми со срце, не смееш сол. И тоа е погрешно, затоа што затоа што солта И отсуството на сол предизвикува проблеми. Со натриумот, претпоставувам, во крвта. Натриев хлорид, дефицитот на натриум исто така значи сериозно пореметување на балансот во Колку сол организмот. да се зема во исхраната? Во исхраната се внесува до 1 грам сол на дневно ниво, доколку пациентот нема отоци на нозете. Ако има максимално дозволена доза е до 5 грама. Се што е над тоа, веќе е нешто предозирање на внос на сол во исхраната. Значи, од 1 до 5 грама е дозволената граница. Се разбира, оние пациенти кои што се со срцева слабост и немаат отоци на нозете, можат и да земаат од прилика грам и пол до 3 грама на ден. Додека пак оние кои што имаат појавено отоци на нозете, веќе треба да земаат малку под 1 грам, значи помалку солена храна во исхраната. Друго, течности. Значи, кога имаме срцева слабост, некој ќе рече немој да пиеш вода. И тоа е погрешно. Значи, спомнав, за да можат бубрезите да работат, нив им треба вода. Значи, не може покрај лековите што се даваат, вообичаено лекарите даваме и фуросемид. Тоа е лек кој што ја вади водата од организмот. Меѓутоа, за да може бубревот да ја вади водата од организмот, треба да има што да вади. Ако има што да вади, ако ние внесеме течност, па барем некаде околу минимумот на внесување на течност треба да се запази и да се следи колку пациентот мокри. По превод, ако имаме 70 годишен маж, треба да внесе барем околу 2 литра течност на ден. Но да не заборавиме, течност е и млекото, и јогуртот што ќе се испие, и кафето, и супата, сега да не испадне 2 литра вода дека не внела он изел пола литар супа, така да и тука треба да се избалансира. Ова не зборувам за здрави индивидуи, зборувам за индивидуи веќе кои што имаат срцева слабост. Значи, они треба добро да си го балансираат и вносот на течности. Масна храна, зачинета храна, сега еднаш да се внесе не е греф, меѓутоа секој ден да биде, треба да се внимава, затоа што познато е дека маснотиите и го се оптовар на организмот, потешко се варат во организмот, потешко се разградуваат, повеќе го оптоваруваат срцето, нивото на порастот на масноти поинаку се искористува, доведува до процес на забрзување на атеросклерозата исто така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта и за убавото представување на оваа сериозна здравствена состојба. Благодарам и вам. И една основна препорака до сите. Како да си го заштитиме срцето, да спречиме срцева слабост. Умереност во се. И да знаеме кога да прекинеме. Точно. И со јадење, и со вежбање, па и воркохолик, мислам оние што се воркохолици, и тие треба малку да внимаваат, затоа што одморот исто важен. Многу е битен одморот. Да се направи баланс на стресот, не го потегнавме прашањето на стресот. Дали емоциите може да го оштетат срцето? Точно, така. И тие доведува. Ќе разговараме во едно од следните емисии. Така, и тука треба, значи, и повеќе време и прошетка во природа. Затоа што природата со кислородот, со боите, со сензациите направи да се релаксираме, да се ослободиме од стресот, го забрзува нашиот метаболизам и ја подобрува нашата состојба. Така, некои лекари припишуваат шетање во шума, вела дека шумата е одлично место за прошетка. Ете. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и за сите препораки. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Тилма амбуланта, кој го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.